Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. Родителите и медјаши реагираат за повреда на правата на децата во градинката Кочо Рацин, а Министерството за труд и социјална политика вели дека распределувањето на кадрите во градинките е надлежност на општините, односно од директорите. Се укинува фискализацијата на зелените пазари. Концерти, изложба, перформанси за 45-тиот роден ден на Младинскиот културен центар. Објавен конкурсот за наградата Никола Младенов. Родителите на децата од малата група во главниот објект на градинката Кочо Рацин на заедничка пресконференција со детската амбасада Медјаши го изразија својот револт поради необразложено и нагло отстранување на воспитувачката од нивната група, со што сметаат дека се нарушува соодветниот и правилен психофизички развој на децата. Група родители чии деца ја посетуваат градинката Кочо Рацин и детската амбасада Медјаши денеска одржаа пресконференција за да го искажат револтот кон институциите за несоодветен третман кон децата поради смена на воспитувачката, а при тоа не е иземено во предвид мислењето на родителите и најдобриот интерес на децата. Повеќето родители ги бойкотираат на своја штета и на штета на децата посетата, воспитувањето и згрижувањето на своите деца како знак на револт и директна поддршка на воспитувачката Сузана Чорлинова, од која се презадоволни. И сметаат дека е вистинско кадровско решение за воспитување и згрижување на нивните деца, како и на самата градинка. Ние како родители се соочивме со еден проблем за кој што бе информирани и известени сите надлежни институции, каде што пред се ни беше интересот заштитата, односно психофизичкиот развој на нашите деца. Од институциите, за жал, не најдовме, бевме изневерени, не најдовме некои разбирања, па поради тоа се обративме до Медјаши, првата детска амбасада, всушност, која што се занимава со интересите на децата во светот. Од првата детска амбасада во светот Медјаши сметаат дека повредени се правата на децата од првата мала група од градинката Кочо Рацин во Скопје и затоа им даваат поддршка на родителите и побараа институциите да не го игнорираат случајот и да реагираат во интерес на децата. Емотивно, како и вие верам, погоден. Ова што го направивме за групата родители е да им овозможиме сигурен простор и да им даеме конкретна наша поддршка како нивна родителска одговорност и грижа за своите деца, да го изразат својот револт јавно, на јавна сцена, очекувајќи дека ќе извршиме притисок, да ги ставиме институциите во функција во најдобар интерес на децата, да се преиспитаат. Сметаме дека треба да ги поддржиме и ние како граѓанска организација која се бори за заштита на правата на децата и вие како медиуми, како наши партнери, да им дадеме шанса да допре нивниот глас до надлежните и се надевам дека ќе приспитаат нивната одлука и дека навистина ќе вратат сузе кај децата со кои емотивно се врзале и имаат благородни, пријатни и чувства на поддршка кон вистинскиот психофизички правилен развој на нивните деца. Тие ја довериле целата доверба кон воспитувачката Сузе и си ја сакаат да се врати назад. Родителите веќе се обратиле до општина Центар под чија надлежност е градинката, од каде добиле одговор дека директорката одлучува за кадровските промени. Од Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска не добиле одговор, пошто се обратиле до Оделението за заштита на децата во Министерството за труд и социјална политика. Но, како што велат родителите, инспекторката од ова оделение била дрска и рекла дека единствено е важно оти децата се згрижени во градинката и оти децата ќе се адаптираат и на новата воспитувачка. Повеќето родители децата не ги носат во градинка се додека, како што велат, не се реши проблемот, а оние родители пак кои немаат можност за чување, ги испраќале своите деца во градинка со порака на ранчето дека ја бараат својата воспитувачка. Министерството за труд и социјална политика реагира на пресконференцијата на родителите на децата од градинката Кочо Рацин и Медјаши и наведуваат дека Министерството може да реагира само во случај кога се прекршени одредбите од Законот за заштита на децата, каде што децидно се наведени случаите кога е сторена повредата во делот на заштита на децата згрижени во детските градинки.
Министерството за труд и социјална политика само дава согласност за вработување, а вработувањето и распределувањето на кадарот е во надлежност на општините, односно на директорите на установите за детска заштита, посочуваат од Министерството за труд и социјална политика, реагирајќи на пресконференцијата на првата детска амбасада во светот Медјаши и родители на деца од градинката Кочо Рацин за смената воспитувачка. Во реакцијата од Министерството се вели дека Министерството може да реагира само во случај кога се прекршени одредбите од Законот за заштита на децата, каде што децидно се наведени случаите кога е сторена повреда во делот на заштита на децата, згрижени во установи за деца. Од Министерството посочуваат дека остануваат целосно посветени на надминување на наследените проблеми во детските градинки и дека се обезбедени услови за непречено функционирање и за непречена грижа за децата корисници на услугите во детските градинки. На пазарите во Македонија нема да има фискализација. Регистрацијата на фирма нема да биде преку централен регистар, туку ќе биде одредено со лиценца што ќе издава Комората на трговци со важност од 1 година. Ова се дел од новитетите предвидени во Законот за трговија на зелените пазари. Долгогодишните проблеми со кои се соочуваа пазарџиите на скопските пазари ќе останат во минатото, откако на 11 јануари се изгласа новиот закон за трговија на зелените пазари, истакна денеска на пресконференција председателот на Комората на трговци на Република Македонија Екрем Долек. Со овој закон се предвидува укинување на фискализацијата на тезгите се до влез на државата во Европската Унија, а регистрацијата на фирма нема да биде преку централен регистар, туку со лиценци кои ќе ги издава Комората на трговци. Плаќањето на придонесите кон државата нема да биде преку книговодители, туку паушално, а плаќањето на придонесите за здравствено и пензиско осигурување на тезгаџиите ќе биде ставено во тарифата на земјоделец поединец. Законот предвидува да нема фискализација по пазарите. Персоналниот данок да се плаќа во паушална форма, што веќе функционира од 2011 година. Значи од 2011 година таа точка од тие 4 наши барања властите ја прифатија и веќе персоналниот данок 7 година поред како ја плаќаат пазарџиите. Придонесите за здравство и пензија успеавме да ги ставиме, значи успеавме со заеднички договори, со без никакви притисоци во тарифата на земјоделци поединци. Затоа што после направените анализи и на терен и по институциите дојдовме до заклучок дека активноста, работата на еден тезгаџија се споредува со на исто ниво и финансиски и по обем со работата на еден земјоделец поединец и затоа и тука државата најде слух и ги стави во категоријата на земјоделци поединци. За добивање на лиценците, Долек појасни дека лицата треба да докажат дека поседуваат тезга под закуп. Врз основа на тој договор што го имаат со организаторот на пазарот, тие ќе му издадат лиценца со важност од 1 година. Со необновувањето на лиценцата, лицето се брише како имател на тезга во одреден пазар во државата. За цената оваа недела ќе разговараат со Министерствата за финансии и за економија. Лиценцата ќе трае година дена. Намерно го направивме тоа да трае година дена, затоа што имаме многу движења по пазарите. Значи, одат луѓе, доаѓа, зима тезга, не му оде работа, ја остава тезгата. И еден од бенефитите на лиценцијата е токму тоа, он ако не му оде работа по пазарот, со самото тоа што не ја обновува лиценцата за следна година, он се брише од списокот. Значи нема потреба да оди од централен регистар па да поднесе барање, па да биде приложен на дополнителни плаќања за минатото што не платил, што испуштил и такви работи. Значи со самото необновување на лиценцата, он се брише како имател на тезга во одреден пазар во државата. Долек исто така смета дека овој закон ќе го реши проблемот со дивите продавачи и дека лицата кои нема да имаат лиценци ќе се соочат со казни. Стопанската комора на Македонија смета дека планот за економски раст генерално ги содржи мерките предложени од компаниите, но бараат поголема комуникација и ажурност од институциите. Поефикасна соработка и подобра комуникација со и меѓу министерствата, како и други надлежни институции за побрзо имплементирање на иницијативите од бизнис заедницата.
бара Стопанската комора на Македонија. Комората оценува дека владиниот план за економски раст генерално ги содржи мерките предложени од компаниите, но неопходно е побрзо делување и нивно преточување во конкретни законски решенија. Од комората информираат дека од јуни до крајот на 2017 година комората поднела 19 иницијативи до владата и ниту една од нив не е одбиена, но реализацијата треба да биде побрза. Според комората постои силна волја од страна на владата за соработка со бизнис секторот и партнерството е веќе воспоставено, но сепак е неопходна подобра и поефикасна комуникација. Општина Петровец беше дел од одбележувањето на 10 години од хеликоптерската несреќа кај Катлановско блаце, во која загинаа 11 припадници на воздухопловната бригада на Арама, кои се враќаа од мировната мисија Алтеја во Босна и Херцеговина. Со положување цвеќе на спомен обележјата кај Катлановско блаце беа одбележани 10 години од хеликоптерската несреќа во која загинаа 11 припадници на воздухопловната бригада на армијата на Република Македонија, кои се враќаа од мировната мисија Алтеја во Босна и Херцеговина. Општина Петровец секоја година им оддава почит на загинатите во оваа хеликоптерска несреќа, па така и оваа година делегација од општина Петровец предводена од градоначалникот Борче Митевски положи цвеќе пред споменикот на загинатите мировници. Концерти, изложба, перформанси и филмски маратон организира Младинскиот културен центар на 18 јануари од 20 часот по повод одбележувањето на 45-тиот роден ден на оваа институција. Младинскиот културен центар годинава го одбележува 45-тиот роден ден и по тој повод на 18 јануари од 20 часот организира концерти, изложба, перформанси и филмски маратон. Во денсинг салата на МКЦ ќе настапат обојени програм Милко, Визель и The Local Blue. Во бифе на МКЦ ќе има целовечерен сет на сериозна диџејска екипа собрана под името Funky Fresh. Програмата и оваа година вклучува низа настани. Во галеријата МКЦ ќе биде поставена изложбата на фотографии "Гледај во позитив", на која со фотографии ќе се представат Наке Батев, Томислав Георгиев и Огнан Теофиловски. Во джебното кино ќе се прикажува авторски проект на Драгана Гунин, каде одат представите што не се случуваат. Перформанс посветен на представите што не се случиле, гледано низ призмата на театарските режисери и влијанието на политичката ситуација во работата. Во киното Фросина, како и секоја година, ќе се одржи поетскиот перформанс Песнило со млади поети. Во настанот се вклучува и кино Милениум со филмски маратон. До 9 февруари трае конкурсот за престижната новинарска награда Никола Младенов за најдобра истражувачка сторија на годината. Наградата за најдобра истражувачка сторија Македонскиот институт за медиуми ја доделува од 2001 година, со цел да го поттикне и поддржи истражувачкото новинарство. Објавен е конкурсот за престижната новинарска награда Никола Младенов за најдобра истражувачка сторија на годината, што ја доделува по 17 пат Македонскиот институт за медиуми. Како што наведуваат од МИМ, конкурсот е отворен за сите професионални новинари и редакции кои објавиле своји истражувачки стории во медиумите во Македонија во текот на 2017 година, како и за оние новинари и редакции кои сакаат да пријават истражувачка сторија подготвена или објавена од колеги новинари или од други редакции. Авторите на најдобрите истражувачки стории ќе добијат парични награди во износ од 30.000 денари за прво наградената сторија, 20.000 денари за второ наградената и 10.000 денари за трето наградената сторија. Конкурсот е отворен до 9 февруари оваа година. Наградата за најдобра истражувачка сторија Македонскиот институт за медиуми ја доделува од 2001 година, со цел да го поттикне и поддржи истражувачкото новинарство, кое се смета за врвно новинарско достигнување и значаен елемент во зајакнувањето на демократијата во секое општество. Појава на врнежи ќе има и утре, но само на крајниот запад. Во останатите делови преку денот ќе има сончеви периоди. Ќе дува умерен југозападен ветер, а температурата осетно ќе се зголеми. Поинтензивен влажен бран со врнежи од дожд се очекува в среда доцна попладне, како и во текот на ноќта кон четврток, кога поради нагло заладување врнежите ќе преминуваат во снег.
Најстудено ќе биде в петок, кога утринската температура ќе се движи од -8 до -2 степени, а дневната од 2 до 10 степени. МТМ Метео го гледаме во продолжение. Уште една информација за крајот на вестите. Корисниците од улицата Косторски херои на потегот од булевар Партизански одреди до улицата Дебарца во општина Центар утре ќе бидат без вода во период од 9 часот наутро до завршување на работите за отстранување на дефектот. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам уште еднаш на вниманието. Имајте пријатна вечер.